ЕМОВ е во фокусот на вниманието во Скопје особено овие денови, оваа недела, додека се одржуваат Европските младински и олимписки игри, односно фестивалот на младинскиот спорт во нашата престолнина. Какво е влијанието и каков е импактот, модерно кажано, нели, со модерен жаргон, врз туризмот, врз економијата и воопшто врз сето она што се случува во нашата земја овие денови. Доцент доктор Љупчаневски, универзитетски професор, повикан ова утро во студиото да зборуваме на оваа тема, поранешен директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Македонија. Професоре, добро утро. Добро утро во ова топло утро. Во ова топло утро, разладени сме, климатизирани сме. Комплименти. Да. Ако ништо друго, тука се чувствуваме пријатно. Какво е вашето видување за влијанието, едно формално прашање на почетокот, на ЕМОВ Скопје врз туризмот во главниот град и пошироко во Македонија? Дали овој настан може да биде пресвртница за она што можеме да го понудиме во иднина? Секако дека може. Пред се благодарам за прашањето кое што е повеќе комплексно. И утринската програма токму и заслужува вакви прашања. Од еден друг аспект. Ако имаме 4000 млади луѓе од цела Европа, кои што можеме да ги видиме на секој чекор, барем ја попладнето кога искочив после жешките часови, ги видов како шеткаат, како се фотографираат, како се убаво брендирани, имаме некое друго чувство. Со тие 4000 млади луѓе исто така имаме пратители, тренери, имаме делегации, всушност градот Скопје е полн. Најмалку се уште 4000, може би се повеќе родители, пријатели, околу 10.000 луѓе од сите земји, од секакви структури се дојдени во Скопје. Ако знаеме дека тие делегации со тие млади луѓе ќе бидат 5 до 6 дена во градот Скопје и во нашата Македонија или малце повеќе, со ден-два аклиматизација и после тоа, велиме дека ќе имаме помеѓу 15, 20, можеби 25.000 дополнителни ноќевања во претежно 90 до 95% во градот Скопје. Тоа е влијание врз туристичката индустрија во зголемување на бројот на ноќевање и вториот сегмент, колку ние ќе се потрудиме тие луѓе со нашата љубезност, со понудата, со атракциите, не само да ги задржиме, туку и да ги раситниме гледано, да потрошат што поголем број на средства, односно вонпансионски да потрошат повеќе во локалната економија. Тоа е вториот сегмент, но за мене третиот, кој што уште поважен е колку ние ќе успееме да живееме со овој настан, да го промовираме, да се промовираме самите себе си, да ги убедиме тие млади генерации повторно да не посетат, а исто така да ги пренесат нивните позитивни или негативни искуства надвор од границите на нашата земја. Па многу пати јас велам следно. Ние немаме проблем со Брисел, бидејќи точно во Брисел знаеме што треба да направиме. Можеби ние треба да ги убедиме повеќе европските граѓани зошто ние треба еден ден да бидеме дел од европското семејство. Токму тоа треба да го работиме со туристичката дипломатија и всушност овие денови да ги искористиме, да ги прошетаме, да ги мотивираме повеќе да ни истражат, на своите социјални медиуми да прошират убави вести за државата и на тој начин да го мултиплицираат оној промотивен сегмент кој што се трудиме да го направиме, токму Македонија да етаблираме на туристичката мапа на Европа. Следен ваков голем настан, ретко имаме големи настани, меѓутоа имаме периодично, 2028 нели ќе бидеме престолнина на културата. Со оглед на тоа дека сме ретко домаќини на вакви настани, кои се клучните придобивки што може да се очекуваат? Економски, културни, во смисла на имидж, дел од нив разработивте во првото прашање. Ке влијае ли силно на индивидуата наша овој настан, да ни ја отвори свеста малку за тоа како треба да се однесуваме во она што го промовираме и она што треба да го добиеме потоа? Сметам дека многу повеќе треба да работиме. Ова е одлична можност. Како треба да работиме? Дали ние пулсираме со овој настан? Колку ние го чувствуваме близок настан? Колку ние на тие луѓе ќе им пренесеме убави работи? Нив не ги интересираат работите кои што нас не засекаат секојдневно. Нив не ги интересираат некои други сегменти, нив ги интересира историјата. Ги интересираат добро да поминат, ги интересираат каде можат да испијат добро кафе. Што треба да сликаат? Во времето на социјалните медиуми се може да отиде, да биде вирално во текот на секундата, да биде ставено како стори на Инстаграм, да биде
пренесено како порака на одредени други медиуми, да биде ставено на Facebook, да биде рекламирано, да биде достапно до целиот свет. Тие луѓе треба да ни представуваат нас канал за нашата промоција. Сега, колку ние си ја сакаме државата. Јас секогаш ќе бидам спокоен дека нашата љубезност ќе ги плени. Но дали втората реченица и третата реченица што ќе ја кажеме, ќе ги заинтересира или не, тоа зависи само од нас. Дали ќе бидеме добри домаќини? Дали на тој начин ќе однесат од тука позитивни ефекти? Сепак ние тоа треба да го направиме сами. Грција од секој камен прави историја. Англичаните од Стоунхендж, од 7 карпи врзани во круг направија историја. Не ги омаловажуваме, се разбира, им се восхитуваме за тоа што го прават. Што Скопје како град треба да направи за да биде пренесен од страна на овие, да не се лажеме, ова се луѓе кои што се едуцирани, луѓе кои што се современи, луѓе кои што доаѓаат од развиени земји, луѓе кои што знаат што е убаво, кои што можат да препознаат. Имаме ли доволно да им понудиме на гостите? Секако дека имаме. Само дали доволно работевме. Тоа ќе го видиме после неговото завршување и со одредени истражувања ќе ги видиме нивните ефекти. Секако ние како научна и стручна фела ќе се фокусираме во еден друг сегмент. Не смее да помине ниту едно европско, светско, регионално надпреварување без да им понудиме некоја одредена мобилна апликација за промоција, без промотивни материјали, без дополнителна љубезност, без прошетка низ градот, без туристички водичи кои што ќе бидат слободни во текот на денот во програмата, секако после топлите часови и после надпреварите да ги прошетаат низ градот Скопје, да ја кажат историјата. А има многу. Имаме што да се гордееме со Скопје. Имаме зошто да живееме, зошто да го градиме. Не само Скопје, зошто да ја градиме Македонија. Всушност ние сме тие генерации кои што не требаме да редиме камења за да направиме атракции. Имаме доволно. Ако знаеме дека ова мало парче земја, односно нејзин северен дел од една поголема територија и земја низ историјата, има само 4000 локалитети кои што се напишани хартија, уште толку можеби и повеќе кои што се неоткриени. Кога знаеме дека имаме повеќе од 43 езера, 70% од нашата земја се благи планини. Ако имаме толку многу винари, ако имаме толку многу приказни, тогаш од што се страмиме? Од што се би кажал, од што сме резервирани за да ни ги покажеме. Ако видовме пред вашата репортажа, пред самите вести, колку е фино да се направи филигран или зошто да не ги покажеме нашите занаети? Зошто да не ги мотивираме истите тие луѓе да примаат повеќе туристи? Се тоа се можеби чекори кои што треба да ги изодиме заедно. Бидејќи, знаете, ние можеме да се кошкаме лево и десно. Можеме да кажуваме дека е тоа така или не е така. Но кога ќе дојдеме пред лицето на некој друг, тој не сака да ни ги знае нашите проблеми. Едноставно ние треба да се исправиме, да кажеме кој сме, што сме и зошто го заслужуваме ова место каде што сме. И сите да имаме идентичен и универзален пристап кон тоа, едноставно скоро сличен. Да. Скоро не може да биде идентично, меѓутоа треба генералната во наводници политика на представување на она што го имаме да биде иста. И знаете, ние можеме да се најдеме милиони маани тука, но ние не треба да ги кажеме на другите, тие секако дека ги гледаат. Но ние сме во процес на растење и што побрзо пораснеме, толку понатаму ќе ни биде подобро. Се вели дека најубавата слика ја прави совршенството на недостатоците, нели? Кога сите мали недостатоци, така. Да. Конкретно, бидејќи бевте дел од она што значеше промоција на Македонија и се уште сте, нели, како сега во научната фела, дали моменталната туристичка инфраструктура што ја има, ќе се задржиме на Скопје, е доволна? Сместувачки капацитети, урбаниот транспорт, дигиталните услуги, споменавте дека апликација требаше да им се понуди и така натаму на сите овие гости. Дали реално е доволно ова за да тече се како што треба? Сметам дека Скопје има капацитети и затоа има добиено. Го има добиено овој настан. Оценете, проценете, секако. Поминате низ еден процес на еволуација, бидејќи тоа се сериозни институции, не оставаат ништо на импровизација. Ние во континуитет истите тие капацитети треба да ги одржуваме и да ги обновуваме, но и да ги подобруваме. Градот Скопје има брендирани хотели како сите останати европски и регионални метрополи, но
треба да си ги засукаме ракавите и да си ги завршиме домашните работи. Секако имаме голем број на точки каде што треба да се подобриме, но сметам дека борбата не треба да биде во некое друго поле, туку таа треба да биде на сите кон подобрување на условите на живење. Не само во Скопје како главен град, туку на секаде низ републиката. Инфраструктурата како инфраструктура се гради и се одржува. Тие се стврдите мерки, но меките мерки се подобри. Ние секогаш во нашето срце имаме доволно место за Македонија. И таа треба да не биде на прво место. Бидејќи многу пати сум кажал дека патриотизмот не е само удирање во гради. Патриотизмот е нешто повеќе, а тоа се покажува секој ден со ситни мали победи за на крајот да славиме сите заедно нешто големо. Па така да не треба да се откажуваме, требаме понекогаш и да се само мотивираме кога ќе видиме дека сме сами против ветерниците. Не се тие толку страшни, само нас не изгледаат големи. Словенија е прогласена за најчиста земја на Европа во минатите 2 години. И за словенците се вели дека се најголемите родолюби и најголемите патриоти затоа што си го чистат она што го валкаат. Не постои предпријатие јавно кое што може да го ичисти она што ние можеме да го извалкаме. Една констатација на она што го кажавте во претходниот одговор. Колку треба да бидеме свесни, да сватиме дека ваквите сериозни манифестации треба да имаат долгорочно влијание врз туристичката понуда кај нас. Не да биде тоа за овие 6, 5, 4, 7, 8 или 9 дена, туку долгорочно да размислуваме, да ја развиваме стратегијата. Потребен ни е стратегиски пристап, потребно ни е еволуација на претходната стратегија, која што според мене заврши со почетокот на короната, бидејќи секоја светска туристичка стратегија немаше предвидено таква криза. Всушност тоа е рестарт кој што требаше да се искористи. Регионалните земји го искористија со одреден фокус и ги гледаме резултатите. Ние во одреден елемент успеавме, бидејќи влечеа дури скромни од нас некои одредени потези и добри практики. Дали во овој момент е вистински тоа што го работиме и треба да го направиме, ќе покаже многу брзо времето, но во тоа што треба да се фокусираме е да имаме долгорочни стратегии од кои што било кој да дојде на било која позиција да не може да ги надмине или да ги одмине, туку многу малце да има простор за одење лево-десно, односно во нивно неимплементирање. Генерално гледано, ние не требаме да зборуваме дека од сега нешто почнува. Тоа има сегашност, минато и иднина. Рефлексите од тоа што се случува сега се можеби од година или две претходно. Во туристичката индустрија сега треба да работиме за 2027 година. Па во овој сегмент би требало да прашаме колку нашите институции овој настан во минатото ги презентираа и со тоа се фалевме, нели? Колку билборди низ градот Скопје и низ регионот имаше за овој настан. Па понатаму ќе зборуваме што е она што не мора да го направиме со пари, туку можеме да го направиме со засукани ракави и едноставно на крајот на криштата ефектите ќе ги видиме од нашето претходно и сегашно работење. Тоа што ќе се случува во градот Скопје во 2028 година треба да биде приоритет не само во инфраструктурата, туку и во промовирањето. Вие да бидете европска, да кажеме, ризница во 2028 година на културата, односно целата Европа да се фокусира на тоа што вие можете да го понудите, сметам дека не е само голема работа, туку и е голема обврска. Тоа што ние требаме да го направиме и сега, и вчера, но и утре, е интегриран пристап кон целата работа. Кошкањето ќе го оставиме настрана, овде се работи за државата. Значи, ние стоиме како стручна и научна фела и со нашето искуство, и со нашата теорија, да ги инволвираме младите луѓе, да го кажеме правецот, да ги засукаме ракавите и да им покажеме, например, како се работи. Но тоа некој треба да ни го овозможи. Значи, 2028 година не е далеку, но не е ни близко. Ако почне да се работи, а сметам дека треба да се работи, да се промовира на вистински начин и да се живее со настанот, кој што ќе биде во текот на целата 2028 година, може би една од последните шанси да ги убедиме Европа зошто треба да бидеме во нивното друштво понатаму. Нека биде овој спортски настан, спортот обично е првиот чекор кон револуцијата, нека биде својден прв чекор кон револуционерно наше однесување на тема себе промоција, себе ценење.
Еве, како научна фела за крај, 3 клучни препораки што би ги дале за она што треба да се случи поемов, а пред 2028 во кои насоки треба да се развиваме најмногу конкретно? Сметам дека треба да се развиваме во 2 до 3 насоки. Првата насока е дека во континуитет треба да привлекуваме инвестиции, се со цел повеќе да издигнеме туристичката индустрија во Македонија, односно да овозможиме поголем број на европски и светски практики кои ќе овозможат подобра услуга и брендови со кои што ќе дојдат и некои гости кои што ќе имаат поразлични барања од нашите. Што повеќе млади луѓе инволвирани во туристичката индустрија генерално, со европски и регионални практики и луѓе кои што ќе им овозможиме услови да се вратат тука и да започнат свој бизнис. Не е научна фантастика, тука е реалност со која што ако работиме во наредните неколку години можеме да успееме да ги видиме првите добри резултати. И третото е вистински луѓе на вистински места. Ако успееме со тоа, ако успееме тие луѓе со доволна критична маса да ги заштитиме од некои други влијани, да им дадеме доволна енергија, со нивните секојдневни раснувања да продолжат планатаму, тогаш сме успеале во работите. Доцент доктор Ичо Јаневски, универзитетски професор, секогаш е чест да бидете гостин во нашето студио. Конкретно, научно издржано пред се однесуваме кон темата. Ви благодариме и ќе ве викнеме повторно. Благодарам на тука повторно да зборуваме до каде сме, што сме, како сме, од сите страни во наводници да притиснеме за самите да стигнеме таму каде што треба. Секогаш стоиме на располагање. Благодарам и беше чест да бидам гостин утринава во утринската програма. Благодариме уште еднаш.